Разговараме со Невена Смилевска, проектен координатор во невладината организација Екосвест. Тема на денешниот разговор е аерозагадувањето. Знаеме дека во последниве денови Скопје и Тетово беа најзагадените градови во Република Македонија со 5 пати поголема концентрација на PM10 честички. Знаеме дека и овие денови владата најави мерки против загадувањето. Колку овие мерки што ги најавуваат се остварливи и кога може да се очекуваат првите резултати? Со оглед на фактот што веќе загадувањето почна да тропа на голема врата. Да, значи, мерките, овие 3 мерки кои што градоначалникот Чилегов ги најавува на сајтот на град Скопје пред некој ден, значи во врска со парното грејење, замена на печките и забрзаното работење на подобрување на енергетска ефикасност, веруваме дека дефинитивно ќе имаат некое значително влијание на намалувањето на аерозагадувањето, со тоа што треба одреден период пред сите тие да се спроведат, значи во прашање се и законски решенија кои што треба да се донесат, односно изменат. Самото спроведување на тие мерки веројатно ќе трае одреден период. Не видов дека има ставено рокови во овие конкретни 3 мерки што ги напоменав, меѓутоа се ставени како краткорочни мерки. Претпоставувам тоа значи дека во рок од 6 месеци би требало веќе да бидат спроведени. Знаеме дека во последните неколку години Скопје, но и останати неколку градови се веќе алармантни. Сега ова сезона ја дочекуваме со нови мерки и нова влада, но нели задоцнивме според тебе? Па ние задоцнивме едно 5-6 години веројатно. Меѓутоа она што се прави во моментов, значи работата на интерсекторската работна група за аерозагадување е навистина конструктивна. Досега ова е во некое прашање за животна средина во историјата на нашето еколошко движење е најконструктивниот пристап до сега што сме го забележале. Сите активно се вклучуваат, значи таму има представници од речиси сите институции, не речиси од сите институции кои што имаат некоја надлежност во аерозагадувањето. И сите се крајно конструктивни. Значи денеска имаше состанок, произлегуваат навистина сериозни мерки од таму кои што ќе одат на усвојување на влада. Се надеваме дека владата нели благовремено ќе ги прифати и ќе постапи по нив. Од една страна нели го поздравуваме конструктивниот пристап, меѓутоа од друга страна ние како граѓански издруженија ќе мониторираме. Тоа е нашата главна функција, значи да мониторираме со критичко око и доколку не се спроведуваат мерките во предвидените рокови, секако ќе реагираме. Нова мерка која што е најави градоначалникот Петар Шилегов е категоризација на возела, односно наlepници за големите загадувачи. Како гледате на ова? Така, значи, таа мерка беше ставена во предлог планот за справување со аерозагадувањето, кој што ние во соработка со уште 6 други граѓански организации го предложивме лани во Советот на град Скопје. Лани таа мерка не беше прифатена, меѓутоа годинава еве се предлага и за нејзе се потребни најмалку 12 месеци за да се спроведе. Нели, логично е сите возила дека треба да поминат на технички преглед за да може да биде спроведена. Оваа мерка со сигурност ќе има позитивно влијание, затоа што ако ви имате ако ви се означени веќе возилата, можете после со соодветно законско решение да ги исклучите од сообраќај. Тоа може би во некои моменти ќе биде и непопуларно, меѓутоа за жал сите мерки за намалување на аерозагадувањето кои што се навистина ефективни, за жал се исто така и непопуларни. Ги повикувам граѓаните да бидат што е можно поконструктивни и да го поддржат спроведувањето. За дел од мерките веќе сме запознаени. Знаеме дека Коце Трајановски, бившиот градоначалник на Скопје, веќе субвенционираше печки на пелети, ги мотивираше граѓаните, меѓутоа некако ова мерка не помина. Како сега Петар Шилегов би ги убедил граѓаните? Што треба да направи? Така, значи што треба да направи, тоа е нели во нивна надлежност, меѓутоа во однос на грењето на пелети
според нас тоа не е единствената опција и не е ни најдобрата опција. Најдобрата опција е да се субвенционира топлотни пумпи. И тоа денеска беше предложено од нашиот представник во интерсекторската работна група и беше ставено во препораките кои што ќе одат до влада. Значи, заедно со сите други субвенции на разни други печки. Значи, не е тука само грењето на пелети и топлотните пумпи, исто така оние домаќинства кои што имаат неефикасни печки, предвидено е да добијат нови поефикасни печки, затоа што до 5 пати повеќе емитува неефикасната печка емисии во однос на ефикасната печка. Новите мерки сепак ќе бидат реализирани со новиот буџет за 2018 година. Така? Претпоставувам, да. Што се однесува до инспекцијските служби, знаеме дека опозицијата сегашна власт критикуваше дека во општина Карпош градоначалникот и останатите власти ги знаат загадувачите, меѓутоа не ги санкционираат. Како сега ќе се справи новата власт со ова поша? Па беше најавено дека ќе има зголемување на бројот на инспектори. Мислам дека и Државниот инспекторат за животна средина најави дека ќе има некоја подолба на надлежностите, значи некои од надлежностите што се на Државниот инспекторат ќе бидат предадени на општинските инспектори. Од друга страна, сега по социјалните медиуми излезе некоја информација дека во Карпаш вчера биле спречени некој топење на кабли. Топењето на кабли е една од најтоксичните емисии, значи со топењето на кабли најтоксични гасови се емитуваат. Така што ајде да видиме, да дадеме барем малку време. Значи мерки се предвидуваат и почнуваат веќе да се спроведуваат. Да видиме какво со конструктивен пристап, дали ќе имаме некоја подобра, можеби подобро влијание, бидејќи претходниве години протестиравме, немавме многу импакт. Следното прашање, невладините активисти во моментов се мирни. Сметате ли дека можеби треба да се активираат? Напротив, значи ние сме многу активни со конструктивен пристап. Значи граѓанското движење кое што делува на полето на аерозагадувањето веќе 2 години, значи зборувам за граѓанските организации, не за оние кои што се иницијативи. Да. Значи протестите со маски имаат функција доколку мерки не постојат и доколку мерките не се спроведуваат. Сега во моментов гледаме дека забрзано и засилено се работи на изнаоѓање на нови мерки, со многу конструктивен пристап, со интегриран пристап, што е она што го баравме во претходните протести. Така што мислам дека протест во овој момент би бил навистина контрапродуктивен.